Американскиот Black Friday, односно Црн петок, се обидуваат да го копираат и македонските сопственици на продавници и трговски објекти, но безуспешно бидејќи попустите кои ги нудат не се реални, велат граѓаните, иако од она што може да се види тие се движат од 30% понагоре. Според нив, вака изгледа Black Friday на македонски начин. Јас за еден производ сега Black Friday беше 1490 денари, сега пишува дека е намалено, а истата цена е. И многу други производи се така. Не се реални нашите намалувања. Ќе треба многу време за да се навикнеме на тие работи, да бидеме реални. Да не се служиме со лаги. Речи се на секој дуќан из Охридската чарша има плакати на кои стои Black Friday или пак Black Week, но интересот од страна на граѓаните за купување е многу мал. Собствениците на дуќани ни рекоа дека попустите кои ги нудат се во рамките на нивните можности. Не верувам дека се реални. Ради тоа што ги креваат цениве и после ги спуштаат џомти 30%, 50%, не знам што. 70% ако е од цениве, на пример, тоа би требало да е со многу ниско, нели, ниски цени што се вели, а не кревај и после џомти ева се спуштаат. Воопшто не се реални. Цените се исти како секој обичен попуст кој ќе има. Далеко се, да. И воопшто не се кога ќе дојде таков некој ден Black Friday, воопшто не се не оптеритувам да идам негде да купувам. Нешто знам дека тие цени се за една недела ќе бидат истите. Мислам дека треба барем до 50% да се попустите. Помало од 50% на Black Friday не. Дали ќе нас се чувствува тој Black Friday како што го има во Америка или не? Не. Од Организацијата на потрошувачи велат дека се сведоци на секојдневни поплаки од страна на граѓаните, но пазарната инспекција е надлежна тоа да го контролира. Има граѓани кои што се обраќаат до нашата канцеларија дека овие попусти се нереални, дека се менуваат од ден на ден. Јас би сакал да напоменам дека законски е минимум цената да биде 30 дена, па после тоа може да се промени цената. Добиваме пријави за една цена на каса, друга на полица и слично. И значи малце повеќе да внимаваат, пошто има сега секојдневно менување на цени и би сакал да внимаваат на цените. Во Америка, граѓаните пред продавниците чекаат со часови во редици за да купат од својот омилен производ под различно пониски цени. Македонските граѓани пак се почесто купуваат преку интернет, но има примери каде некои од нив не го добиваат вистинскиот производ. Би апелирал да не купуваат од непроверени интернет продавници, од Facebook, од Instagram, заради тоа што не добиваат сметка, немаат регистрирана продавница, после не може да докаже дека купиле нешто и не може да се заштитат во никој случај. Добиваме ние годишно околу 120 до 130 поплаки добиваме. Единствен начин за да се намали бројот на измами, особено преку интернет, е граѓаните да ги пријавуваат истите, за да можат надлежните да преземат соодветни мерки, вели Спировски. Деновиве Black Friday присутен и на интернет просторот, се нудат попусти до 80%, а дори туристичките агенции нудат патување по пониски цени. Инаку секој последен петок во ноември е резервиран за најголемиот празник на шопингот во Америка. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.